Почитувани гледачи, ве поздравувам и ве поканувам да станете со нас во продолжение да го слушате разговорот кој што ќе го имам денеска со моите соговорници. Денеска сме исто така на убаво интересно место. Не знам колку сте имале можност да слушнете за кендо вештината. Верувам дека побудува интерес, односно дека размислувате дека тоа нешто од истокот и така и оваа боречка вештина ни доаѓа од таму, но што е разликата, пошто е специфичноста, ќе ми раскажат моите соговорници. Со мене ова утро е председателот на Кендо Федерацијата и директорот на оваа федерација, па да видиме тие од прво лице што повеќе ќе ни кажат за овој спорт. Златко, ви посакувам добро дојде во Здрава Македонија. Добро дојдовте и вие во нашите доџо. Доџо е куќа на патот во превод од јапонски, што значи дека добро дојдовте во нашата куќа, каде што ние го испразнуваме кендо како боречка вештина. Кендо и разликата на кендо со останатите боречки вештини е тоа што кендо е во превод патот на мечот, значи не е боречка вештина со голи раце, во однос на карате и джудо или джуджицу, како сакате. И е основата, односно директен наследник на патот на самураите. Бидејќи значи вештина, значи јапонска боречка вештина е директен наследник на самурајската вештина на војување, односно на мечување. Во кен е во превод значи меч, до е пат во филозофска смисла. То историски гледано е од вештина како джицу, прераснало пат во филозофска смисла во 20 век. Меѓутоа е директен наследник на патот на самураите, односно на бушидо како систем на војување или опстанок во еден период во феудалните општества или тогаш во шогунатите во Јапонија. Ова што денес ги гледате или опремата со која што ние се бориме, која што е прераснато во спорт, има своји атрибути, нели, на ограничување на борилиште, на бодување, на казни ова е и така. Исто така опремата, како да ја кажам. Да, ова е дел од опремата, ова е долен и среден дел, значи ова е таре и до, имаме и мен и коте, односно се покриват раците, главата, со посебен шлем да речеме, кој што е изворно направен на 1728 година. Мечот е од бамбус, бамбусови трски, кои што посебно се со кожни елементи се врзуваат и таа изворно останата, значи нема промени некои драстични. Има можеби во некој дел од материјалите, меѓутоа во секој случај се изворно останати од 1728 година. Значи така како што тие тогаш се облекувале, се заштитувале, така и денес се останато, останува кодексот нормално. Так. Андреј, вие колку време го практикувате овој спорт? Какво е вашето искуство? Верувам дека имате и помлади членови кои што се дел од овој клуб, ете какво се искуствата? Па, со кендо се занимаваме од самиот почеток, од кога ја оформивме федерацијата, од кога ја донесовме вештината, дека тоа се некои 16-17 години. Нормално почетоците беа тешки, бидејќи бевме мал број, но полека се развивме во голема федерација со неколку клубови и со многу млади членови последниве неколку години. Нормално кендо е специфична боречка вештина, не е како што споменавме како со другите, бидејќи се работи со оружје, така да интересот е голем, но не знаат луѓето што да очекуваат, така да отворено ги поканувам сите заинтересирани да дојдат да видат малце поубаво, да се запознаат со кендо, не само вака од презентација од муабет. Имате како отворени часови каде што можете да дојде да се погледне еден час како изгледа, што сушност треба да се има за тој прв час за да се дојде, потребна е некоја само желба? Па желба сите тренинзи се отворени и тие што се за помладата возраст, нели, членови има и од
6 од 5, 6, 7 години, 8 до 12 се една група, а после 12 години се друга група. Значи слободно и со децата може да дојдат родителите. И за нив ќе е интересно, бидејќи сепак во секој случај не е мечување. Значи самиот збор мечување дава разлика во однос на се останато што сте гледале. Многу се и далечни и блиски со олимпиското мечување, нели, со фенсинг. Да. Има многу од кај нас е и случаи во федерације да делот мечувалци е во мечување се и во кендо и обратно. Разликата е баш типичното јапанскиот начин на мечување и европскиот начин на мечување, меѓутоа во секој случај што да очекуваат од прилика овој еден аспект на поентирање во мечување. Така. Колку трае еден тренинг? Еден тренинг стандардно меѓу 1 час, час и 10 до да речеме возрастните скоро до 2 часа. Да. Со дел со одмор, со Какви вештините се стекнуваат тука децата кои што доаѓаат и го тренираат овој спорт? Па видите, прво физички, кој што е многу важен, значи баланс на организмот, развој на организмот, координација на тело, лево, десно, напред, назад, нели тие они основни работи кои што треба да ги добијат. Концентрација, меморија. Сега натаму влегуваме нели во тоа една многу важен онај момент кој што континуирано како тече времето и технологија го се занемарува, односно сите и ние како родители, јас сум малку повозрастен, меѓутоа помлади родители го имаат изгубено од дома. То се концентрацијата на часот, следење на авторитет, или на тренер, кој што во кендо се исклучително многу значајни. Така. Дисциплина и нормално во текот на тренинзите понатаму самиот влез, излез, начин на комуникација и така натаму се строго одредени правила. Значи вие мора да почитувате претпоставениот тренерот. Так. Исто така хиерархиски во однос на степените кои што се добиваат, значи мајсторските звања, степените до 8 во кендо. Морате тој постариот од вас да почитувате како сенпај, како постар од вас, значи добивате. Сите оние вредности кои што во денешно време малку се губат полека, значи се зборуваме за баш за овие филозофски вредности, да речеме, или духовни вредности, духовни, животни, кои што полека во модерно живење се губат. Така. Ви благодарам многу еве што бевте ова утро гости во Здрава Македонија, што ни доловивте малку повеќе околу кендо. Ја верувам дека ќе биде поттик за еве младите генерации да дојдат да пробат, како што кажате, може да дојдат и со родители и да пробаат овој малку поинаков спорт, ова поинаква вештина, малку да мечувате на поинаков начин, на нестандардно европски, има што да се научи од јапонците и од истокот, како што кажа мојот соговорник, тие навистина се мистерија, но имаат многу вредности кои што можеме денеска да ги искористиме во секојдневието. Останете понатаму на Канал 5 телевизија со Здрава Македонија.